имаш многу видено од странство и од држави, така си сакаш авантуриси, да си прошеташ, да си видиш друга култура, друга земја. Каде најмногу си се почувствувал дома, далеко од дом? Имало ли воопшто такво место? Да, најубаво и најблиску до дома, а најдалеко од дома, беше мојот престој во Јужна Африка, кога престојува во 3 прекрасни града, Дурбан, Кейптаун и Јоханесбург, со мојот прекрасен и никогаш не прежален другар Мујо, кој ете неславно и несрекно заврши во својот живот. 2-3 месеца пред завршетокот на неговиот прекраток живот ме зема и ме однесе во таа прекрасна, а наша толку блиска по темперамент земја, да, во Јужна Африка, во Јар. Како се реши така до Јар да одиш? Заради тоа проблем се решивме седејќи вака кај мене дома. Уедно пријатно расположение, ме праша дали би дошол со него, како да не со огромно задоволство. Тука беше жена ми, ја прашавме дали би ме пуштила, jer без нејзино одобрение не може никако да отидам, нели? Она ме пушти, зашто имаше поверење во тој прекрасен човек. Отидовме, се напунив со такви алкални батерии во себе да мислам дека тие нема да се испразнат уште долго време. Таму е топло, секогаш убаво, прекрасно, богато, со мал труд заработуваш малце поголеми пари и кога ќе видиш дека не си се преубил од работа, со мал труд си заработил средства за живот во наредните 2-3 месеца, а ништо друго да не правиш. Па си викаш, брате, па јас сепак вредам нешто, само што уште не научиле дома да го ценат. Има ли друго нешто таму што тука немам никогаш да го почувствуваш, колку и да седиш? Тамо што сум почувствувал? Да. Да, сум почувствувал... Значи тука колку и да бараш нешто да не најдеш, а таму да го имаш? Па ете, тоа ти кажувам, што тука ќе мора многу повеќе да се испотам и да се напрегнам за да створам нешто за пристоен живот, а тамо со многу мал труд ми ги отвараа вратите каде што не можат да се отворат за, например, некои обични смртници. Така. Например, во ексклузивни простори и клубови, каде што ти беше пружено све што постои на овој свет. И респектот што го уживав тамо, као странец меѓу тие луѓе, ја не знам, веројатно ми е напумпала и приказната за мене, дека ја нешто сепак вредам многу повеќе во Европа, од што они знаат и тоа кај нив звучи фантастично и тогаш ти носат све. Или кај може човек поубаво да се помине шетајќи во градски парк, жена парк или во Килиштец парк? Па за мене најубаво се проаѓа во Килиштец парк, тоа е според моите вкусови. Меѓутоа Скопје е град кој нуди многу такви места, сега ќе почне да стануваат кришни заради овој закон, нели, што е со цигарите. Денес прв пат тоа го сватив. Жена ми кажа, отидовме во Рамстердам, да ми викам, да седнеме понатака тамо кај што ги има тие алуминиумски пепелјари. Да запалиме. Да пушиме после јадење. Она вика, мил мој, веќе не постојат такви пепелјари и нема нигде да се пуши. Ја го почитувам тој закон, така да слушам и 1500 евра е казна за водење на љубов во кола, веќе во градот почнува. Така да ќе почне да му се развива фантазија на народов каде да ги носи своите љубавници и љубови, нели, тајни, jer пари за хотел нема. Не знам, ќе мора пак нешто се менја во оваа држава. Yes, we can change. Ајме и на тоа сега малце да бидеме поинвентивни и да, како да направиме некоја магична ситуација да не мора да бидеме фатени да платиме 1500 евра, а да го истераме тоа добро. Да си поминеме.